Благодарност, слава, величина му припаѓаат на Аллах Азza wa Jalla. Него му се заблагодаруваме на почеток и на крај. Салават, селам, мир и спас и благослов му испрашаме на Аллаховиот пејгамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. На негова честна фамилија, верни асхаби, табеин и сите следбеници на овој дин кои во добро го следаат до судниот ден и потоа Аллахумма амин. Вчера се празнуваше 1 мај, ден на трудот. Сите овие празници, било 1 мај, било 8 март, празници кои западна шуплива цивилизација ги измисли, се резултат на нивна слабост и на нивна пропаст. Зошто? Во 1886 година во Чикаго работничка класа, работници, излегле на протести. Барајќи работнички права, да работат 8 часа, да имаат слободен ден и така натаму. И во тие протести загинати се 2000 работници и организаторите на тој протест 8 души. И поради тој настан, после 3 години, 1889 година, значи пред 139, пред 140 години, и тоа што и синдикат за работнички права го одредил 1 мај, ден на трудот. Ова е Запад, кој Америка, кој ни продава цивилизација, кој ни продава култура, која ни продава полицајаc број 1 во свет, кој ни продава правда, ни фрла магла во очи и ние, малоумни, недоветени, недораснати, мислиме се што доаѓа од Запад или од западна кујна, дека тоа се е во ред. Работнички права, правата на работникот, правата на жената, правата на секој човек, поединец, Аллах Азza wa Jalla, уште пред 15 века и предходно од првиот човек Адем алейхиссалам, Аллах Азza wa Jalla им ги зацртал и ги дал правата на секој човек. Му ги дал Аллах Азza wa Jalla правата на секој човек. А и пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем во многу прилики нагласил и потенцирал што значи работник и како треба да се почитува работникот. Не може да обстои држава додека работникот не е задоволен на работа, додека не го земе својот хак, тој нема да врши своја работа како што треба. Работодавците кои го злоупотребуваат трудот и потта на работниците, кои поради неможност или поради се најдено во тесно, се гнавени. Спомнал пејгамбер Ислам че одговараат пред Аллах Азza wa Jalla. Затоа ми имаме универзална вера која го цени трудот, која го цени работникот, која го цени работодавачот кој работи честно и го плаќа честно на хакот. И посебно Исламот го цени трудот и работата. Аллах Азza wa Jalla во сура Муземмил вели: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. Една група оди по земјата, работи и печели од Аллаховите благодати, а една група оди и се бори на Аллаховиот пат. Улемата вели, погледнете, оние кои се муџахиди, кои се висок степен во вера, се споредени со оние кои излегуваат да работат честно со пот, да заработат за своја фамилија, да живеат достоинствен и честен живот. Значи работникот кој работи честно е ставен во позиција на муџахид, на оној борец. Дури се пренесува дека пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем во една прилика се поздравил со еден асхаб по име Саат ибн Муаз, Сејидул Аус. Саат ибн Муаз, асхаб, кој бил
поглавар на племето Еус. И кога се поздравил пејгамбер саллаллаху на раката на Саад ибн Муаз, осетил плускавици, почувствувал рани. Рекол: "Ја Саад, ма хаза?" О Саад, зошто раката ти е така груба, тврда, со плускавици, со рани, со мозолчина? Рече: "Од мотика Расулуллах, од работа, од работење, од честност, од работа." "Хаза једун ау хазихи л-ејди ла темесуха нару." Ова рака тврда, со мозолчина, со плускавици, со рани, за да работи честно и поштено, ова рака не ја гори џехеннемски оган. Ова рака не ја гори џехеннемски оган. Расите нека бидат валкани со пот, со чиста работа. Не оние кои имаат чисти одела расипани срца, кои на потта на другиот газат. Зошто во свет има сиромаштија? Што мислите? Нема толку доволно? Денеска гледате, милионерите, милиардерите се зголемуваат, сиромашните стануваат уште посиромашни, нема средна класа и дошол до голем јаз, голема неправда во свете. Некој не знае што прави со пари, некој не знае како да го закрпи месец со месец на крај. Али зошто? И зошто се борат против ислам? Бидејќи исламот бара правда. Исламот бара еднаквост. Валлахи, во Сан Франциско оди човек му псовисало куќе му псовисало. И го носи во парцела кај што се закупуваат животни и викат: "Извини, ти си црнец, овдека не смееме да закупуваме куќење на црнци." Значи, парцела за погреб прават разлика меѓу црнец и белец. Таа цивилизација ќе пропадне. Слушајте го во збор, били живи и видели. Мора да пропадне таа цивилизација, која што прави дискриминација, која што прави неред во земја, која сака да се богати на грб на работник, на човек кој е чесен. Затоа, ова е многу важно. Еден ден дојде пејгамбер алейхи селам во џамија, а уште не беше време за намаз. Не беше време за намаз. Го гледа Ебу Умаме, еден асхаб Ебу Умаме во џамија, а уште не е време за намаз. Може: Ебу Умаме, што вака во џамија, а се уште не е време за намаз? Че Божи пејгамбере, борџови, маки, секираци ме притиснале и човек бара чаре. Каде чаре? Во Аллахова куќа. Рече: "Ебу Умаме, да те поучам со нешто." Бујно Расулуллах. Рече: "Учи ова дова многу, често. Аллахума инни ауду бика мин хами вал хазани вал аджзи вал касали вал џубни вал бухни вал галабати дени вал кахри риџали." 8 работи. Allah, čuvaj me od taga, od žalost, od nemoć, od mrzljivost, od straf. Čuvaj me od nadvladuvanja na luđeto. Čuvaj me od borđot. Vika, Ebu Umame ja pravef ova dova i vallahi Allah mi pomogna da gi rješam mojte problemi. Ali što je interesno ovdeka? Allah, čuvaj me od mrzljivost, mrzeljivost. Mrzeljivost je bolest. Musliman treba da pravi dova, Allah, čuvaj me od nemoć. Zašto videći mrzljivost, dembelukot, to je ono što ga uništava čovjekot. Videći čovjek koji ne raboti, to ima vreme da pravi fitne. Čovjek koji ne raboti, to ima vreme da pravi muove za tebi i za mene. To je čovjek što je zafaten sa rabota, izmene, to je nema vreme da rešava svetski problemi, to je gleda svoj hal. Čuvaj me od mrzljivost. Ako te fati len, mrzelivost, ti nisi sposoben ni za dunja, ni za ahiret. Wallahi billahi, kaže Amr Khalid, jedan šejh od Egipet, vo njegova knjiga, Allah nema da izmeni sostojba na jedan narod, so dodeka vi ne se izmenite. Allah nema da promeni sostojbava naša, dodeka samite nije ne se promenime. Kako? Da se promenime kon dobro, da se promenime kon rabotljivost, kon čestnost, kon iskrenost, kon doslednost i tako natamo. Veli, vaka, veli napravena anketa i proverka koliko jedan musliman raboti aktivno, produktivno vo istok, znači vo arapski svijet, ne za zapad. Mi smo druga prikazna. Mi smo drugi muslimani ovdje na Balkan i Evropa. Vika, utvrdeno je aktivno raboti Arab ili ti muslimani samo 12 minuta. Aktivno na rabota. Od 8 sati 12 minuta. Germanija
од 8 часа работи 7 часа и 20 минути активно, продуктивно, на работа, активно, не паушално. А Јапонија од 8 сати, 8 комплетно. Па дури во целина вика и после работно време Јапонци останува уште неколку минути да доработи. Па дури и не сакаат и одмор кој ќе им дадат, не сакаат, сакаат работа. Се народ кој ја сака работа, тој е народ продуктивен, тој е способен народ. Тој е способен народ. Народ кој работи, тој има идеи, тој има планови, тој има финансии. Тој може да биде напредува, тој не е зависен од тебе и од мене. Тој не е понижен народ. Некој да му направи, одиш на Аџилак, ти дава теспи произведени во Кина. Теспи во Кина, ова во Кина, джелабија во Кина. Значи, ако нема тие, ми чуеме без джелаби, без теспи, зашто? Па све некој нам ни прави. Ние не сме способни да направиме ништо. Вика, земја која најпоче произведува во света Америка. На второ место Јапонија, дури на 28 место Малезија. На 28 место. На 20 Малезија. Ние него цениме трудот. Иако луѓето викаат работата е фарс, да, работа е фарс. Ама вика хадис, талебул халали фарида баде фарида. Барање на халал заработувачка е фарс после фарс. Како фарс после фарс? Што ти е сега фарс? Сега ти е намаз фарс. Сега ти е џума фарс. После џума фарс ти е да работиш. Ама не може ти во џума ти е работа фарс, после фарс, после не може фарс. Фарс е во негово време. Погледни овој пример, види каков бил пејгамбер со селем. Каков педагог, каков човек бил. Како знаел да ублажува, да омекнува, да шири позитивна енергија во луѓе и во асхабите. И тоа хадис сахих, потврдено предание. Вика, кане небију со селем ма сахабе. وَمَرَّ شَابٌ وَعَلَيْهِ جِلْدُهُ وَنَشَاتُهُ. Вика, пејгамбер беше со асхабите и поминаде младич, агилен, цврст, јунак, кај што оди, прашина зад него. И асхабите одма, لَوْ كَانَ هَذَا خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Вака да трча, ама да трча на Аллахов пат, да трча за џамија, да трча во џихад. И пејгамбер салаллаху алейхи ва салем ќе, замолчете. Немој да судиш човек зашто излегол, Аллах знае зашто излегол. Меѓутоа, види што вели пејгамбер салаллаху ин кане хареџе јес'a ала валедихи сигар феху фи сабилилlah. Ако овој човек излегол да оди на работа, има дома деца мали кои имаат потреба, а како немаат потреба, тој е на Аллахов пат. Ин кане хада хареџе ала валедейхи еу ебевейхи шейхајни феху фи сабилилlah. Ако овој човек излезе, има дома стари родители, потребно е средства, нормално, и тој е на Аллахов пат. وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَؤُفُّهَا. Ако овој човек излегол да работи, да спечели, да не пружа рака, да бара помош од некого, туку да биде самиот достоинствен, да има средства за живот, со халал, со пот, и тој е на Аллахов пат. وَإِنْ كَانَ خَرَجَ. Меѓутоа, ако овој човек излегол ријаен во муфахаратен, вика вака. Ако овој човек излегол да печели и да се пуфта, да се крева, да се преправа во муфахаратен и да се гордее над луѓето, фаху фи сабили шејтан. Тој е на патот на шејтан. Ако работиш, работиш за своји потреби. Да бидеш арогантен, надуен, охол, туку работи, да бидеш чесен, да бидеш оној од кој ќе биде независен од другите луѓе. Замислете, во предание Давуд алейхиселам. Давуд алейхиселам пејгамбер и крал. Давуд алейхиселам бил и пејгамбер и крал бил. И еднаш се пресоблекол со алишта и излегол да прошета низ народ. Да ги праша луѓето што мислат за него. И како пејгамбер и како крал. И Аллах азza ва џелле го пушта мелек Џибрил да го пресретне на пат. И одејќи попат гледа младич. Младиш? Ма тој младиш, мелек во форма на човек. Селаму алейкум, алейкум селам. Че, какво мислење имаш за Давуд? Рече, Давуд е многу праведен. Давуд е многу чесен. Има само една мана. А која е таа мана?
живее од државна благајна. Живее од трудот на луѓето. Не живее од твоја пот. Уште таа работа да има, тогаш Давуд ќе биде комплетно. И Давуд алейхиссалам вели, се врати дома и направи дова на Аллах. О Аллах, отвори ми го срце. И Аллах поучи ме на некој занет со кој ќе работам сам, со собствени раце, со собствена пот. Па вели Аллах во Куран, во суре Сабе, وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ أَنْعَمِلْ صَابِغَاتِ. И Аллах го поучи и направивме железото да му биде меко во негови раце. Енамил сабигат, да прави панцири, да прави штитови, да прави оружје. Па вели пејгамбер алейхиссалам во хадис Бухари, ма акала ахадун таамен хајрун мин амели јадих. Никој не може да јаде храна подобра, посладка, повкусна од она што човекот сам ја заработил. وكان داوود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يديه. А Давуд عليه السلام никогаш не јадел освен од тоа што го спечелил сами од себе си. Освен како плод на своите раце. Знаете, има 10 души кои биле ветени џеннет. Има повеќе, ама во шеријат ал-ашара мубаширин бил џеннет. 10 мина на кои ме ветен џеннет. Замислете 6, а во друго предание вели 7 од тие кои ме ветен џеннет. Ебу Бекр, Омер, Осман, Али, Зейд, Талха, Саид, Абдурахман ibn Ауф. Од 10 тие души, 7 души биле трговци. Од тие 10 кои ми ветен џеннет со печатот пејгамбера, 7 од нив биле трговци, работеле. Што? Бидејќи работа те прави човек. Работа може да те краси, а мрза те гнаси. Затоа, ако видиме, пејгамбер со селем го кажува и хадис и вели, لأن يأخذ أحدكم حبله وحديث Бухари, да некој од вас земе јаже и оди во планина, во шума, فيأخذ حزمة الحطب, и на себе натовари врзанка со дрва, со гранки, فيبيعها, и оди на пазар да ги продаде, خير له, му е по-добро отколку да пружа раце по луѓе. أعطوه أو منعوه, дали ќе му дадат или нема да му дадат. И да му дадат, утре ќе му зборат за него. Гледаш исламот колку е цени работата. Зош да видиме дембели, зош да видиме паразити, зош да не поставиме рамнотежа меѓу дуња и ахирет, меѓу духовното и материјалното. Кога кажуваме, и завршуваме, Јусуф ел-Есбат, еден од први генерации на исламот, вели шејтанот прави состанок. Шејтанот прави состанок, да. Шејтан прави состанок. Кога ќе види некој почна во џамија, шејтан прави состанок. Кога ќе види жена ставила шамија, шејтан прави состанок. Каков состанок? Како да го спречиме? Што му текнало во џамија? Дај да го одвратиме. Или ако клања, да му речеме не си искрен, да го одвратиме. И шејтан прави состанок и ги прашува шејтаните, шејтан на шејтани. Вели, што е работа? А рече, почне ден да клања во џамија, да се моли, да почитува. Рече, спречете го. Значи, не знаме како да го спречиме. Рече, ако не знаете како да го спречите, да биде верник, да биде тоа, тогаш погледнете како живее. Како живее, кој го рани. На кој начин му се неговите екзистенцијални средства, животот. Па ако работи на честно, тогаш тука работете. Ако работи, односно не работи ништо и живее на туч труд, тогаш оставете го нека се мачи. Неговиот труд ќе биде залуден, неговиот ибадет ќе биде безвреден. Затоа, да бидеме уммет кој ќе биде работник, кој ќе биде дисциплиниран, кој ќе ја почитува честа на работникот, а пејгамбер салаллаху алейхи ва салем рекол: "А'тул аџире хаккаху қабла ан јаџуффа арекаху." Исплатете му го хакот на работникот пред да му се исуши неговата пот. Тоа значи да му го хакот кој му припаѓа. Она што го посакуваш за себе, посакај го и за другот. Почитувај го да те почитува и со тој напредок може да имаме хајр и на дуња и на ахирет. Го молиме Аллах азza wa jalla да не упати во она што е хајр, она што е добро. Да правиме дела со кои Аллах азza wa jalla ќе биде задоволен. И наша последна дова е: "Алхамдулиллахи раббил алемин."